датум во 1758 година роден е американскиот филолог и лексикограф Ноа Вебстер, символ на лексикографската традиција во Америка. Во 1828 година го објавил речникот кој се смета за најдобар речник на современиот англиски јазик. На денешен ден во 1781 година во англиската покрајна Јорк е роден Џорџ Стивенсон, англиски пронаоѓач, татко на железницата, кој во 1814 година ја основал првата фабрика за локомотиви, а во 1825 година ја изградил првата јавна железничка пруга меѓу Стоктон и Дарлингтон. На овој датум во 1793 година во Париз била погубена француската кралица Марија Антоанета, жена на францускиот крал Луј XVI, кој порано завршил на гилотина. Фразата "Ако народот нема леп, нека јаде колачи" и се препишува токму на неа. На денешен ден во 1813 година кај Лајпциг почнала така наречената битка на народите, во која Наполеоновите сили се нашле под ударите на здружените сојузници Русија, Прусија и Австрија. Француската армија била победена, а Наполеон неколку месеци подоцна бил принуден да абдицира. На денешен ден во 1854 година роден е англискиот писател од ирско потекло Оскар Вајлд. Негови дела се Сликите на Дориан Греј, Важно е да се викаш Ернест, Идеален маж, Салома, Вера и други. На овој датум во 1886 година роден е израелскиот државник Давид Грин, познат како Давид Бен Гурион, водач во борбата за создавањето на Израел и прв премиер на еврејската држава. На денешен ден во 1945 година во Канада била основана Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство, ФАО, со задача да ги проучува проблемите на исхраната и на земјоделството во светот. Овој датум во 1979 година бил воспоставен како Светски ден на храната. На овој датум во 1946 година беа обесени првите луѓе во Третиот рајх, кои меѓународниот суд во Нирнберг ги осуди на смрт поради војните злосторства во Втората светска војна. Шефот на германската дипломатија Јоахим фон Рибентроп и началникот на штабот на Врховната команда на германските оружени сили, фелдмаршалот Вилхелм Кајтел. На денешен ден во 1964 година, владата на Народна република Кина соопшти дека во оваа земја е извршена прва експериментална експлозија на нуклеарна бомба. Така Кина, како петта земја во светот, стапи во редот на нуклеарните сили. На овој датум во 1965 година од градскиот стадион во Скопје за прв пат македонската телевизија ја пренесувала фудбалската прволигашка средба од југословенското фудбалско првенство меѓу Вардар и Црвена ѕвезда од Белград, која завршила со резултат 2:0 за Вардар. На овој датум во 1978 година полскиот кардинал Карол Војтила бил избран за 264-ти поглавар на Римокатоличката црква, како прв папа без италијанско потекло после 456 години. По изборот тој го носел името Јован Павле II. На денешен ден во 1994 година во Македонија се одржаа првите двојни избори за пратеници на Собранието на Република Македонија и за председател на државата. За председател беше избран Киро Глигоров. На овој ден во 1997 година во Санкт Петербург почина академикот Борис Николаевич Путилов, доктор по филолошки науки и еден од најпознатите слависти, фолклористи и балканолози. Неговата научна мисла има голем придонес за Македонија. На денешен ден во 2007 година македонската и балканската музичка мегазвезда Тоше Проески загина во сообраќајна несреќа во Хрватска. Тоше беше и амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ.